Македонски медиа сервис mms.mk. Моја општина. На повеќе локации 3 дена се одржуваа различни манифестации по повод денот на ослободувањето на Свети Николе, 14 септември. Музика, театар, спорт. Активностите започнаа со свечената седница на Советот на општината. Свети Николе овие денови го одбележува 75 години од ослободувањето на градот. Има низа свечености, еве започнавме со ова свечена седница на Советот на општина Свети Николе, на која што беа доделени и награди на ученици за постигнати резултати на меѓународни и државни надпревари од за прво до трето место. Значи беа и доделени парични награди и ваучери со кои што може да ги подигнат паричните средства. Тоа е прв пат се случува. На свечената седница се обратија и гостите, градоначалниците од збратимините општини на Свети Николе. Со задоволство ја прифатив поканата од градоначалникот Вилковски да бидам дел од овој празник за градот и искрено се надевам дека и во иднина ќе соработуваме на секое поле, а нормално дека културните збиднувања нема да бидат изоставени. Овде сум по 17 пат и навистина ми е драго што при ова доаѓање заеднички ќе го одбележиме денот на општината. Активностите не ги изоставија и спортските случувања. Се играше 3-3 кошарка. Значи 3x3 баскетот е нов спорт каде што 2010 година за прв пат стапи под капата на ФИБА, веќе 2020 е олимписки спорт каде што наредната година за прв пат на олимписките игри ќе биде овој спорт. Традиционално, овој период во Свети Николе се реализира и ликовната колонија Ѓуриште. Учество во колонијата зедоа 13 учесника од Црна Гора, Србија, Бугарија и Македонија. Имаше учесник и од САД, Николас Джексон. Јас сум овде поради активностите кои ги имам со мировниот корпус и ќе останам овде до 2022 година. И покрај професионалните активности, овде го негувам и моето хоби. Па еве, така се најдов како учесник во ликовната колонија Ѓуриште. Па многу е убаво, многу е фино да се случуваат вакви нешта во нашиот град. Ми се допаѓаат сликите, ги погледнав и би можел да кажам дека најмногу ми се допаѓаат оние кои што имаат небо и облаци, затоа што сум голем љубител на облаците. Многу ми се допаѓаат делата, мислам дека сите се кои феноменални, само што некако најмногу ме остави впечаток сликата на учесникот од САД, односно Свети Николе. Покрај сите овие споменати настани изминатиот викенд, Свети Николе на своите граѓани им понуди и богата музичка програма, поддржана од познати диџеи од цела земја. Музичкиот спектакл го започнаа момците од Супер Хикс. Моја општина. Македонски медиа сервис mms.mk.